додека очекуваме да започне вториот дел од седницата на невладиниот парламент, од конститутивната седница. Уште неколку назнаки за идното действување на овој парламент. Тој ќе се стреми да представува модел на однесување и работа за другите организации и институции во Република Македонија, да биде катализатор на реформските процеси, да обезбеди партиципативен статус на граѓаните во работата на владините тела, парламентот и парламентарните комисии на Република Македонија. Всушност, овој невладин парламент ќе представува гласот на народот во Македонија, преку кој постојано ќе се иницират предлози и потреби од граѓаните и тие ќе бидат проследувани до Македонскиот законодавен дом, каде што народните политички избраници ќе треба да обрнат поголемо внимание врз граѓанските потреби, а невладините организации и граѓани ќе треба будно да внимаваат на реализацијата на граѓанските барања и потреби. Рековме во работата на овој дел, поточно конститутивен дел на невладиниот парламент на Република Македонија, покрај учесниците од повеќе региони, делегати од повеќе региони во Република Македонија, со свое присуство, спецификите на невладината компонента во земјава ги потенцира и со своето присуство придонесуваат голем број јавни и политички личности, меѓу кои се разбира премиерот Бранко Црвенковски, јавниот правобранител Бранко Наумовски и голем број други јавни политички и афирмирани личности. Секој момент се очекува да започне расправата по предлогот за донесување на привремениот деловник за работата на невладиниот парламент, а потоа, според дневниот ред за работата на оваа седница, ќе треба да се изврши избор на претседател на парламентот. Велувам службите да ги повикаат невладините пратеници кои што се во ходникот, за да почнеме со работа. Продолжуваме со работа со петата точка од дневниот ред, расправа за предлогот за донесување на привремен деловник за работа на невладиниот парламент. Расправата беше отворена, па повелете. Добар ден на невладиниот сектор. Пожелувам успех во натамошната работа. Добар ден на невладиниот сектор во Република Македонија. Ви во натамошната работа. Јас имам едно прашање, односно едно објаснување за 78-миот член, каде што се вели дека НВО парламентот ја бира владата, односно комисаријатот, каде што се решава за овој предлог. За првиот мандат на владата, независниот парламент, значи владата која тука е спомната, мандаторите треба да односно мандатарот треба да реши колку комисаријати ќе работат во склоп на парламентот. Јас го кажувам моето мислење за тоа што овде треба да решава парламентот во целина, а не само комисаријатот или мандатарот заедно со предложениот комисаријат. Значи јас имам едно прашање и воедно дадов мој предлог.
Добро, благодарам. Дали има некој друг за збор? Да, повелете. Јас имам една забелешка во однос на член 89, без разлика што ова е привремен деловник за работа. НВО парламентот донесува акти и други прописи со мнозинство гласови и од присутните претеници, а најмалку со 1/3 од купниот број. Мислам дека 1/3 е премногу малку, имајќи пред дека сме 120. Мислам дека барем 51% од купниот број би требало да донесува полноправна одлука. Предлогот е повеќе од половина, значи. 1/3 од купниот број. Добро, вашиот предлог? Конкретно, мојот предлог е да е повеќе од половината. Да, ова го имаше во предвид координативното тело. Тоа се специфични одлуки кои што треба да ги донесе невладиниот парламент, кои што се децидно утврдени во привремениот деловник. Значи тоа се одлуки кои што во одредени членови ги има во привремениот деловник. Тие се поврзани. Да. Како акти. Да. Не е за сите подеднакво. Не е за сите, да, тоа не важи за сите. Добро. Добро. Дали има некој друг за расправа? Да, повелете. Здравам сите, Александар Кукуев, еколошка групација Green Power. Сакам да интервенирам, членот 26 ми делува престрого, ќе ви го прочитам. На НВО пратеникот кој отсуствува најмалку 3 пати од седницата на НВО парламентот може со одлука на НВО парламентот да му престане мандатот. Сметам дека е престрого напишано ова и мислам дека би можело да биде заменето со отсуство од 6 месеци. Значи, ако пратеник во НВО парламентот отсуствува најмалку 6 месеци од работата на парламентот, автоматски да му престане членството. Добро, благодарам. Значи има предлог. Ко ставам овој предлог на гласање за измена на членот 26. Кој е за овој предлог? Ве молам да се изјасниме со дигање на зелените гласачки личиња. Кој е за овој предлог? Да. Предлогот се однесува на место мандатот да му престане со отсуство 3 пати од седници, значи 6 месеци. Доколку не учествува во работата 6 месеци. Кој е за предлогот за 6 месеци? Молам служби да ги пребројат гласовите. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека овој предлог е прифатен со 86 гласа за, 21 против и 1 воздржан, што значи дека станува составен дел на предлогот на овој деловник. Дали има некој друг за расправа? Да, повелете. Не, ова е веќе завршено по овој предлог. Да. Дали има некој друг за расправа? Да, повелете. Јас сум Миријана Хаджи Николова, доаѓам од Штипскиот регион. Сметам дека деловникот ни беше сега доставен и не би можеле сите, онака како што треба да разгледаме, да видиме, да дадеме своји забелешки.
Светам дека деловникот би требало вака како што е со овие забелешки денеска што се предложени да го прифатиме, меѓутоа да имаме можност на една наредна седница со своји писмени забелешки од сите наши региони да дадеме евентуално предлози, бидејќи вака како што е сега за 10 минути, мислам дека не би можело да се разгледа и квалитетно мислам да се даде забелешки. Да, благодарам, затоа и привремен деловник за работа на конститутивната седница. Да, благодарам. Дали има некој друг за збор? Не. Бидејќи нема никој за збор, ја заклучувам расправата по петата точка од дневниот ред за донесување на привремен деловник за работа на невладиниот парламент. И со оваа измена го ставам овој предлог, значи измената која што беше претходно усвоена, го ставам овој предлог на гласање. Кој е за овој привремен деловник? Ве молам да се изјасниме со кревање на зелените личиња. Ве молам службите да ги пребројат гласовите. Дали има некој против? Воздржани? Нема. Констатирам дека со 107 гласови за и 1 глас против, без ниту еден воздржан, е усвоен привремениот деловник за работа на невладиниот парламент. Благодарам. Поминуваме на шестата точка од дневниот ред, избор на председател на невладиниот парламент. Че ми дозволете, пред да започнеме со оваа точка од дневниот ред и да ја повикам кандидационата комисија, односно председателот на кандидационата комисија, да го поднесе извештајот. Повелете. Почитуван господин председател на владата, почитуван господин народен правобранител, почитувани пратеници на невладиниот парламент, дами и господа, почитувани гости, ве поздравувам, ви посакувам пријатна работа. До кандидационата комисија пристигна два предлози за можни кандидати за председател на невладиниот парламент. Едната за Владо Димовски од Скопје, од Центарот за меѓуетничка толеранција и бегалци од Скопскиот регион, поддржана од 44 сега веќе пратеници на невладиниот парламент, и другата за господинот Хазбир Положани од Охридско-Струшкиот регион, поддржана од 20 пратеници на невладиниот парламент. Комисијата ги разгледа двата предлози и констатира дека 3 пратеници се подпишани на двете листи. Со оглед на тоа што според деловникот се потребни најмалку 20 пратеници кои што ќе поддржат кандидат за председател на невладиниот парламент, тие 3 пратеници што се подпишани на двете листи се изземени, така што доаѓаме до случај кога што за Владо Димовски значи имаме 41 подпис, а за господинот Хазбир Положани имаме 17 подписи. И од тие причини, значи сето друго е во ред, од тие причини на невладиниот парламент како единствен можен кандидат за председател му го предлагаме господинот Владо Димовски, кој што е со големо и богато искуство во невладиниот сектор, кој што е сега во моментов генерален секретар на Центарот за меѓуетничка толеранција и бегалци, човек со богато искуство во многу пред се младински организации, иако е еден од постарите сега пратеници во невладиниот парламент, сметаме дека во потполност ќе може да одговори на оваа навистина значајна, интересна и битна функција и дека успешно ќе може да го води истиот. Од името на кандидационата комисија ви благодарам. Благодарам. Пред да поминиме на гласањето, ќе ми дозволите само да го објаснам начинот, односно процедурата за избор на председател. Невладиниот парламент од редот на невладините пратеници избира председател. Кандидат за председател на невладиниот парламент го предлага кандидационата комисија
а кандидат за председател на невладиниот парламент може да предложат најмалку 20 невладини пратеници. Предложи за кандидат за председател на невладиниот парламент се поднесуваат во писмена форма на седницата на невладиниот парламент и содржат име и презиме кандидат со образложение, како имени и презимињата на пратениците кои го поднесуваат предлогот и нивните својрачни подписи. Впрочем, тоа беше извештајот на кандидационата комисија. Согласањето за избор на председател на невладиниот парламент раководи председавачот, на кој што му помага четворица невладини пратеници од работното председателство. За председател на невладиниот парламент е избран кандидат кој добил мнозинство на гласови од вкупниот број на пратеници. Невладиниот парламент има право да гласа само за еден односно невладините пратеници имаат право да гласат само за еден од предложените кандидати. Ако за председател е предложен еден кандидат и ако при првото гласање не го добие потребното мнозинство, гласови се повторува целата изборна постапка. Ако за председател се предложени 20 кандидати, ако на првото гласање ниту еден од кандидатите не го добие потребното мнозинство гласови, гласањето се повторува. Ако за председател е предложен само еден кандидат, гласањето е јавно. Ако за председател се предложени 20 или повеќе кандидати, гласањето е тајно. Со оглед на тоа што од страна на кандидационата комисија ми е предложен еден кандидат во процедура и постапка согласно одредбите на привремениот деловник, овој извештај на кандидационата комисија со предлогот за господинот Владо Димовски да биде избран за председател на првиот невладин парламент во Република Македонија, го ставам на гласање. Кој е за тоа господин Владо Димовски? Молам? Дискусија по извештајот? Да, повелете. Почитуван председателче, почитуван премиер, почитуван јавен правобранител, почитувани пратеници на првиот НВО парламент, почитувани граѓани кои што не гледате директно преку телевизискиот пренос. Јас побарав збор за оваа точка заради неколку причини. Прво, во регуларна процедура ја се јавив јас за збор и липсето за кој што барав збор беше доставено до вас. Ја не знам заради која причина вие не ме повикавте да земам збор. Но како и да, јас сум овде пред вас. Ова е свечена седница и кој да е избран како за председател, секако дека треба да ја врши својата работа честно и сите своји задачи кои што ќе ги земе треба да има поддршката од 120 делегати кои што представуваме нашите невладени организации и јас се надевам дека ќе постигнеме целта да невладиниот сектор да биде третиот столб после двата столби кои што ја формираат кои што формираат една демократска држава, една развиена држава и една држава која што сите ние треба да ја градиме. Јас реагирав за оваа точка само заради една причина. Беа дадени две листи. Една листа не се прифаќа заради еден правилник кој што нас не ни беше доставен. Вториот кандидат кој што беше предложен, господин Тазир Положани, доаѓа од Охрид. Тој е доктор по економија и по аграрна политика. Тој е председател на една многу сериозна организација. Тој е универзитетски професор на 2 универзитета и има многу научни трудови кои што се објавени. Јас дојдов овде со еден голем оптимизам и со едно големо верување дека ние како невладин сектор
може да разбиеме на табу тема во Македонија, затоа што прво имаме еден албанец кој што е образован, кој што е спремен и кој што може да раководи со една институција како што е парламентот. И јас се надевав дека вие, почитувани колеги, почитувани пратеници, ќе поддржите кандидатурата на Хазир Положани и да даеме еден добар пример на политичките партии, било тие кои што се сега на власт и тие кои што сега се на опозиција, да им даеме еден пример и да ја развиеме оваа табу тема и ние да бидеме тие први кои што ќе избереме еден председател албанец на една институција како што е парламентот. Јас се надам дека ова во Индина ќе се реализира. Ако ова не се реализира денеска, ние ќе бидеме во една позиција да не бидеме можност да го реализираме тоа. Јас ви заблагодарам што не објасните процедурата како се бира председател. Има уште една можност, ако во гласањето сега, ако што сега треба да следи, кандидатот кој што е предложен од страна на координативното тело, ако не има 61 глас по автоматизам, тогаш ние ќе одиме на реизбор, односно на повторно предлагање на кандидатот, што се однесува до презентирањето на кандидатот од страна на работното тело. Работното тело кое што предлага треба да биде непристрасен и освен тоа само треба да ги даде резултатите, а не и квалитетите на предложениот кандидат. Ви благодарам, јас имав толку да кажам. Благодарам. Конституционната комисија работеше според одредбите од привремениот деловник за работа на конститутивната седница на Владиниот парламент, што значи дека целокупната постапка е спазена. И мислам дека со ова законита постапка се исполнети сите услови и предуслови да можеме да поминеме на гласањето. Доколку меѓутоа не се обезбеди оној 61 глас, постапката, односно одредбите од привремениот деловник се многу јасни. Тоа значи дека повторување на целокупната постапка од почеток за избирање и предлагање на председател на невладиниот парламент. Јас сега, дали има некој друг за збор? Да, повелете. Јас се извинувам што по трет пат се јавувам, меѓутоа подобро е сега за некои работи да продискутираме, отколку покасно да имаме некои други проблеми. Овде гледам повторно нешто друго. Господинот рече да му докажеме на владата, на политичките партии нешто друго. Јас го мислам обратното. Ние тука, како невладин парламент, како невладни организации, мислам дека е многу побитно да запазиме нешто друго, а не кои од кандидатите предложени се македонци или албанци. Ние од старт се делиме на нешто што веќе ни е проблем подолго време. Само со надминување на такви работи можеме да продолжиме да работиме успешно, без да ни е битно кој што е по националност. Имаме тука и други националности кои што засега уште не се побуниле за овие работи, меѓутоа мислам дека ако од старт се подлегнеме на овие работи, може би намерни или намерни провокации, ние ќе работиме онака како што не сакаме, односно онака како што не би требало да работи невладиниот парламент. Без разлика дали навреме го добивме деловникот или не, мислам дека се собираја потписи и јас конкретно се потпиша за некој трет кандидат кој што ето не беше не беше во предложените два. Меѓутоа мислам дека процедурата е запазена и дека треба да го надминиме она што не носи само по нешто полошо. Значи да не се делиме на невладни организации по националност, невладни организации, ето тука не е например застапена родовата застапеност, што според мене исто малку ми смета во сите тие кандидатциони комисии, верификациони комисии немаше доволен број на жени. Меѓутоа мислам дека целта на невладиниот парламент е сосема нешто друго, а не поделба по било каков основ. Ви благодарам. Благодарам за конструктивната дискусија. Дали има некој друг за збор? Нема. Бидејќи нема никој за збор, ја заклучувам оваа расправа и предлогот за единствениот кандидат за председател на невладиниот парламент, за господинот Владо Димовски,
го ставам на гласање. Кој е за господинот Владо Димовски да биде избран за председател на првиот невладин парламент? Дека крене рака. Да молам службите да ги пребројат гласовите. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека со 92 гласа за, 8 против и 5 воздржани, господинот Владо Димовски е избран за прв председател на невладиниот парламент на Република Македонија. Че ми дозволете, најпрво од мое лично име и од името на сите вас, почитувани невладини пратеници, да му честитам и да му посакам плодна и успешна работа и се надевам дека функцијата невладин, односно председател на невладиниот парламент, ќе ја работи и ќе ја извршува на начин како тоа што досега го правеше во својата невладина организација. Јас ги молам службите да ја донесат свечената изјава. И ве молам сите да станеме. Ве молам да повторуваме. Изјавувам дека невладината функција председател на невладиниот парламент на Република Македонија невладината функција председател на невладиниот парламент на Република Македонија ќе ја вршам совесно, честно и одговорно. Ќе работам на развојот на граѓанското општество. И ќе ги почитувам уставот и законите на Република Македонија. Да молам подпишете изјавата. Уште еднаш да му честитаме. Сега би го замолил господинот Владо Димовски да ви се обрати. И што да се рече, благодарам многу, ви благодарам на довербата. Мислам дека започнуваме една нова ера на невладино организирање во Република Македонија. Со она што денеска го постигнавме, многу ми е драго што денеска меѓу нас имаме и представници од политичките партии и сакам посебно да ги поздравам премиерот на Република Македонија, господинот Дранко Црвенковски, господинот Бранко Наумовски, народен правобранител на Република Македонија, представниците од политичките партии и сите оние гости кои се потрудија денеска да присуствуваат на нашата свечаност. Моите колеги во претходните говори, колегата Лазар, колегата Алберт, многу зборува околу невладиното организирање во Република Македонија. Она што ни преостанува како 120 пратеници во првиот невладин парламент на Република Македонија да го зајакнеме граѓанското општество, да обезбедиме консултативен статус во парламентот на Република Македонија и да ги представуваме граѓанските потреби во институциите на системот. За ова свечаност јас само толку благодарам. Ќе се потрудиме да работиме онака како што овој ќе налагаат програмите на невладините организации и онака како што ќе тече реализацијата. Благодарам. Благодарам. Повелете, земете го своето место.
почитувани колеги, мене ми останува само да ви соопштам уште неколку работи, бидејќи во самиот деловник кој го усвоивме со претходната точка, беа изрегулирани доста работи за кажување на втората седница и така натаму. Овие денови, заедно со неколку од моите колеги, ќе одржам пресконференција за медиумите во невладиниот инфоцентар, кој добро ни е познат на сите, која ни е матица на собирање и така натаму во Скопје. А втората седница на невладиниот парламент ќе биде закажана до крајот на оваа недела со доставување на лични покани до сите пратеници. Со ова ја заклучувам првата седница на невладиниот парламент на Република Македонија, а како што реков, втората седница ќе биде закажана до крајот на неделата. Благодарам. А со ова практично и ние го заокружуваме денешниот пренос од конститутивната седница на првиот невладин парламент на Република Македонија. Да подсетиме, со предлог на кандидационата комисија Владо Димовски да биде избран за председател, по изјаснувањето на верификуваните 108 пратеници, 92 гласа беа за, 8 против и 5 воздржани. Со тоа практично прв председател на невладиниот парламент на Република Македонија е господинот Владо Димовски. Само уште еден мал преглед на оваа постапка. Беа предложени два кандидата, меѓутоа со оглед на тоа дека на листите на двата кандидата се нашле подписите и на три исти пратеници, по нивната елиминација беше заклучено дека единствен кандидат е господин Владо Димовски. По гласањето, како што веќе најавивме, тој е првиот парламентарец на невладиниот парламент на Република Македонија и со назнака дека веќе во текот на наредната недела ќе се одржат и првата редовна седница и тековните седници на овој парламент. Од големата сала на Македонската радио телевизија, пријатно и до гледање.